Се слушаат крици од сите страни. Почна вистинскиот пат на СЈО. Не СЈО како институција, туку нивното моќно лоби, кој од официјалното згаснување, па се до денеска е инсталирано во државното обвинителство и оттаму си ја продолжија својата политичко корумпирана мисија да ја држат правдата, со тоа и целата држава во заложништво. Има многу сигнали дека по изборот на новиот обвинител Савевски почна расчистувањето со структурите на Катица Јанева, односно на Зоран Заев и компанија од државното обвинителство. Искрено не знам дали овој долго очекуван и потребен процес е директно предводен од новиот обвинител Савевски или самите обвинители се почувствуваат слободени од стегите по паѓањето на Коцевски. Навистина не знам, но тоа што знаме дека процесот е започнат. И се надевам дека не станува збор за само неколку одлуки, туку за почеток на цел еден процес кој ќе се истера до крај. Затоа што довербата на јавноста не се гради со една одлука, ниту преку нек се враќа, туку со континуитет, кога принципите ќе станат правило, а не преседан. Значи, за да конечно го опоравиме обвинителството, а со тој целиот правосуден систем, мора да се расчисти со овие структури. Катица одлежа затворска казна, Етеристовска си даде оставка и изгледа од трите грации, како што ги нарекува, или од трите Чарлиеви ангели, само Фетај остана. Може би она ќе се освести и ќе си замени. Туку што правиме со Чарли, машкиот лик, коите заедно со Ристовска ги пречекале Заев и Шекеринска, кој имал дури 4 телефони и сам се фалел дека ништо не може да мрдне без негова дозвола. Знаете на кого мислам, нели? За сега никаде го нема. И не само расчистување, туку одговорност мора да има за сите инволвирани, посебно затоа што со исклучок на Јанева останатиот дел од тој состав, четворицата јавачи на СЈО, Бубевски, Фетај, Ристовска и фамозната Стефановска, уште се моткаат околу државното обвинителство. Сега е време и да одговараат.